Ова едукативно видео е изработено во рамките на проектот Дигитализација во земјоделството сега, а во насока на доближување на услугите до населението во руралните средини. Едукативно видео. Практична употреба на националниот портал за добивање на услуги услуги.gov.mk. Ова е страницата на националниот портал на услуги. Кон страницата пристапуваме со тоа што во нов таб на вашиот пребарувач пишуваме услуги.gov.mk. И ќе не однесе до посакуваниот веб портал. Самиот портал ни се отвора со неговиот основен интерфејс, односно јавниот дел за корисниците кои не мора да бидат регистрирани на порталот. Потоа можеме да видиме како се поделени во неколку категории. Прва категорија ни е пронајди услуга, во која можеме да забележиме неколку подкатегории и можеме да пристапиме до посакуваната опција. Втора категорија ни е животни настани, во која исто така се дели на неколку подкатегории од кои можеме да пристапиме до саканата опција. Трета категорија ни е пребарување на услуги по азбучен ред. Четврта категорија ни е услуги. Исто така, во горниот десен агол имаме три опции кои ни се дадени од самиот интерфејс за јазик, односно можеме да бираме помеѓу македонски, англиски и албански јазик кои би помогнале во понатамошното пребарување. Понатаму можеме да проследиме како оди регистрацијата на порталот. Прво, треба да пристапиме во опцијата «Најави се» која ни е дадена од самиот интерфејс. Регистрацијата на самиот портал се дели на три категории. Категорија од основен кориснички профил, категорија од ниско ниво и категорија од високо ниво. Категорија од основен кориснички профил подразбира дека процесот на регистрација не е проверен и не е потврден вашиот физички идентитет. Во него можете да се регистрирате едноставно со внесување на вашата валидна имејл адреса, потоа внесувате лозинка и ја потврдувате лозинката. Потоа кликнувате на табот «Регистрирај се». Ниско ниво на регистрација представува дека во процесот на регистрација во одреден момент вашите податоци биле проверени и вашиот физички идентитет физички бил проверен со ваше лично присуство при приложување на важечки документ за идентификација и со тоа можете да испраќате или да симнувате барања кои ви се потребни. Најчесто и наедноставно е регистрацијата преку профилот на Управата за јавни приходи кој воглавно сите го имаме. За да пристапиме на таа опција, кликаме табот «Најавете се со вашето УЈП корисничко име и лозинка». Во дадените опции можеме да забележиме дека имаме опција доколку сме ја заборавиле лозинката, кликаме на табот «Заборавена лозинка» преку која самиот портал ве носи на наредните чекори. Го пишувате вашето корисничко име од Управата за јавни приходи и на вашата имејл адреса ќе добиете нова лозинка и со неја можете да влезете во порталот. Последно е високото ниво на регистрација, кое значи да имате дигитален сертификат со кој можете да подпишувате или да ставите печат на било кои документи кои ви се потребни.
Овие дигитални сертификати се вадат од авторизирани компании како што се Телеком и имаат важност од 1, 3 или 5 години. Во високото ниво на регистрација внесувате матичен број, па потоа имејл адреса, внесувате лозинка и ја потврдувате лозинката и на крај кликате на табот продолжи, ќе ви биде даден дел каде што можете да го вметнете вашиот дигитален сертификат и да можете да функционирате понатаму согласно вашите потреби. Ќе се најавиме преку профилот кој го имаме преку УЈП со тоа што го пишуваме корисничкото име и лозинката и самиот портал не носи на нашиот профил. Ќе забележиме дека на левата страна ги имате вашите основни податоци, додека на десната страна имаме повеќе табови, односно кориснички профил, кориснички подесувања, известувања, апликации за услуги, претплата за услуги, омилени услуги, тикети и документи. Со тоа што во овој кориснички профил можеме да ја прегледаме цела наша историја, што имаме пребарувано, за кои услуги се имаме претплатено или кои документи ги имаме симнато. Кога ќе појдеме на почетниот дел од порталот, можеме да видиме дека се состои од повеќе категории. Прва категорија ни е пронајди услуга, која се состои од повеќе подкатегории, односно семејство и деца, нега и социјална помош, здравство, транспорт и врски и животна средина, образование и обуки, домување и имот, култура, спорт и рекреација, стопанисување, патување и транспорт, правосудство и човекови права, даноци и јавни давачки, работа и вработување, миграција и визи, безбедност и одбрана. Можеме да забележиме дека секоја подкатегорија си има своји подкатегории преку кои можеме да пристапиме кон саканата цел. Друга категорија ни се животни настани, каде категориите сликовито ни се објаснети за полесно да пристапиме кон порталот. Потоа имаме пребарување по азбучен ред и имаме услуги со кое кликање на табот не носи директно до сите активни и достапни услуги кои ни се дадени на порталот за користење. Во него можеме да забележиме дека има активни 154 услуги, односно со кликање на табот аплицирај, самиот портал не носи до саканата услуга. Сега, поконкретно, можеме да видиме како да се аплицира за некоја услуга, односно услугата за издавање на извод од матична книга на родени. Прво, одиме на табот за животни настани, па потоа кликаме на лични документи и го отвараме табот за издавање на извод. На левата страна можеме да забележиме дека имаме брз преглед во кој можеме да видиме кои услови ни се потребни, кои документи ни се потребни, односно имаме барање и документи за идентификација кои можеме да ги спуштиме на македонски и на албански јазик едноставно со кликање на табот за јазик и можете да го отворите и да го пополните за да ви биде спремен или за онлайн или за подавање лично на шалтер. Потоа можеме да видиме како оди плаќањето, колку би чинела административната такса и самиот извод. Рок и важноста на оваа услуга ќе ја добиете во рок од 10 дена од денот на аплицирање, каде има повеќе начини на доставување на услугата. Преку пошта, се подига лично, дипломатско-конзуларни представништва, се подига лично или од полномошник или електронски на портал. Сега можеме да пробаме да аплицираме. Кога ќе кликнеме на табот Аплицирај, директно не носи на страната на Министерството за правда, односно Управата за водење на матични книги. Можеме да забележиме повеќе услуги кои ни се достапни, како што се извод од матична книга на родени, извод од матична книга на венчани, извод од матична книга на умрени и уверение за слободна брачна состојба. Потоа, поднесуваме барање на извод од матична книга на родени и Министерството за правда ни бара најава со корисничко име и лозинка. Но бидејќи сме регистрирани на порталот услуги, имаме подоле друг таб и најава со eit-услуги.gov.mk.
Ако го кликнеме табот, ќе се најавиме преку нашиот кориснички профил на uslugi.gov.mk и можеме да поднесеме барање кое оди на следниот начин. Прво имаме за кого е наменето барањето и тип на извод и одиме на следно. Вашите податоци се веќе генерирани и одиме на следно, каде се бара податоци за родителите. Одиме на следно и имаме како сакаме да го подигнеме изводот, односно дали сакате на шалтер, преку пошта или електронски извод. Да земеме за пример електронски извод, кликнуваме следно и не носи на начинот на плаќање во кое пишува колку чини услугата, административната такса и колку чини провизијата. Потоа, доколку се согласувате со условите, го одбираме копчето «Се согласувам» и ве носи да ги внесите податоците од вашата платежна картичка. Откако ќе ги внесете податоците, кликнувате на табот Submit и вашето плаќање е извршено.